Алтернативно земјоделско производство, инвестиции во прехранбени производи и пијалоци, инвестиции во непрехранбени производи, инвестиции во рурален туризам, инвестиции во социјални услуги за рурално население. Се дел од проектите кои може да бидат поддржани со средства од ДИПАР-2 програмата преку мерката 7, за која јавниот повик е во тек и ќе трае до 18 ноември, со можност за прологирање до 3 декември. Диверсификацијата на фарми и развој на бизниси. Повикот за оваа мерка беше објавен на 4 октомври и се со цел подополнително запознавање на населението со условите за аплицирање и критериумите кои се бараат денес, се спроведе инфоработилница и во Виница. Во Виница се одржа инфоден на кој што учествуваше Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заедно со секторот за управување со ИПАРД и колеги од платежната агенција, каде што се разговараше за актуелниот јавен повик за мерка 7, диверсификација на мали бизниси и развој на фарми. Денеска колегите ни презентира кои се прифатливи инвестиции, кои се апликанти може да се јават на самиот јавен повик. Ова јавен повик кој што е отворен за главно за микро и мали предпријатија, за занечи, за физички лица, меѓутоа главно се работи за инвестиции кои што мора да бидат фокусирани во руралните средини. Значи со овој јавен повик на располагање се ставени 16,5 милиони евра кои што се европски и национални пари. Јавниот повик е отворен до 18 ноември. Значи сите заинтересирани апликанти и инвеститори, агробизнисмени ги повикувам да ги следат овие инфоденови кои што ќе продолжат и во останатите делови на државата. Овој јавен повик постои можност да биде продолжен и да заврши во декември. Во наредниот период следуваат и наредни јавни повици кои што ќе бидат објавени, кои што ќе бидат фокусирани на примарното производство и преработката на земјоделските производи, така да целокупните европски пари кои што ни се ставени на располагање ги ставаме во оптек. Значи моментално ИПАРД програмата е програма која што интензивно се користи, значи имаме голема искористеност и најава од европските институции за поголеми средства кои што ќе ни бидат доделени во наредните години со процесот на пристапување во Европската унија. Информациите околу инфоденовите, деталите, потребните документи и јавните повици, сите заинтересирани може да ги погледнат на веб страниците на телото за управување со ИПАРД фондовите, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за потекнување на развојот на земјоделството и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.